Добро вечер, сум Васко Ефтов, емисијата во центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме права да знаеме вистината. Еве што ќе може да погледнете во вечерашната емисија, почитувани гледачи. Интервју со Рујфи Османи дали албанските политички партии служат као резервна гума за спасување на Никола Груевски. Политичка репортажа од Куманово на тема дали албанските гласачи или албанските партии во случај на бојкот на изборите од страна на СДСМ може да добијат градоначалник во вториот по големина град во Република Македонија. И интервју со Нано Ружин, човекот кој 6 години беше амбасадор на Македонија во НАТО, кој ги позна приликите во Брисел, кој беше прогласен за најдобар амбасадор во структурите на НАТО во Брисел на тема дали Македонија може да има бојкот на изборите. Следува 20-минутна политичка репортажа за Куманово и таа политичка репортажа од Куманово ја правиме барем од 5 политички причини. Како прво, повеќе од 20 години СДСМ е власт во Куманово и ниту еднаш во овие 20 или 23 години локалната власт во Куманово нема дојдено во рацете на ВМРО-ДПМН. Како второ, дали СДСМ на вистина сериозно размислува да ги бојкотира изборите, тоа може многу лесно да се провери во Куманово, кај што во 23 години воопшто не е смената локалната власт. Како трето, дали при евентуален бојкот на изборите од страна на СДСМ е можно албанска политичка партија да добие свој градоначалник во Куманово или во вториот по големина град во Република Македонија. Како четврто, дали баш во Куманово ВМРО-ДПМН ќе го тренира или ќе го некој начин реализира својот концепт на овие избори да оди со своја опозиција која ќе има тие финансирано. Значи дали во Куманово ќе има ни змија, ни магаре, во некој лик кој излегува да редовите на опозицијата и треба да одработи за ВМРО-ДПМН. И како петто, Куманово е град кај што секоја се сечат во една точка коридорот 8 и коридорот 10. Тоа е град кај што секојаш има многу удбашки структури, град кај што има секоја цигери, кај што има голем шверц, кај што има големи пари и затоа политичкиот лок на сите избори во Куманово е толку многу голем. Сега се печите на Тиво Коган ко похован кашкавал. Не знаете што ќе биде. Па не знаеме што ќе биде, али претпоставуваме што ќе биде. Најверојатно ако се движат работите во ова насока, како што до сега, овие 35-6 дена од тој црн понеделник, без слух да се седне, да се признае вината, да се постават картите на маса и да се почне да се преговара во разрешување на основното човечко право, слободата и демократизација на државата, најверојатно завршница ќе биде бојкот на избори. И вие ќе бидете како чувар на плажа во зимски период. Кандидат за градоначалник од партија која има најавено бојкот на локални избори. Па не знам дали е тоа чувар на плажа, таму една социјална драма у филмот. Овде ќе се работи за општествена драма. По добро, овде е социјална драма, ви имате вработено овде се работи за општествена драма. 22 години СДСМ е власт во општина. Значи генерации се појавни предпријатија, вработени, направени, луѓето ги фаќа страв, ги фаќа неизвестност. Ќе почнат веќе да ви се шантрат лево десно во таа грижа за својата екзистенционална сигурност. Тоа е драма социјална. Видите, има периоди во историјата на развој на некоја држава, каде личните интереси, локалните интереси не може да бидат пред интерес на развојот на општеството, односно на државата. Са Фукујама, ќе ми го цитирате? Вие сте прагматичен политичар. Во една фаза на развој на државата, каде, како никогаш досега во плуралното општество, во развојот на плуралната Македонија, и градење на еден демократски процес кој ферментира 20 години, не е во оваква фаза, каде имаме надолен процес во демократизација, односно една црвена линија во една диктатура, а ја би кажал уште чекор аутократско владење. И затоа личните интереси и моите погледи за локални избори да или не, помалку се важни од она што е важно за Република Македонија. А ако им го кажете на вашите луѓе, на луѓето кои ги имате вработено, на луѓето кои чекаат вработување, тие ќе ве фрлат од трети спрат. И ме гајле нив за демократските процеси во Македонија, и ме гајле нив дали е диктатура или авторитарна власт, луѓето имаат парче леп тука од општината. 22 години во општина СДСМ на власт. И ако им кажете не одиме сега на избори, ќе ги бојкотираме изборите, па ви нема да може да излезете пола година на улица. Значи, сигурно дека е така. Па луѓето бидат во Афганистан, по парче леп во Афганистан, па тамо да не е поголема демократија, а овде кај што имат некоја сигурна работа, ќе пушта така бидејќи власта била авторитарна во општина кај што ако не ви се павеше Виктор Цветковски, ќе победевте убедливо шу прв круг.
Видите, во Афганистан они не одат да работат, во Афганистан која држава работат како логистика на најголемата сила НАТО. И таму има други, тоа се економска емиграција, меѓутоа ние живееме од држава кај ќе не живеат и внуците, и нашите поколенија, и ние пред се. И сметам дека сме должни како луѓе да дадеме допринос во исправање на ова слика, а пред се на живење во Република Македонија. Јас знам дека тоа што го зборувате почитува нефтот така. Знам дека 3 луѓе будно бдеат на судбината што ќе се случи. Меѓутоа, сите тие луѓе се приврзаници на една идеологија, на една платформа на политичка партија. И таа политичка партија имала успеси во своето политичко живење во овој град, во локалната самоуправа Куманово. И тие 90% од нив имаат етаблирани работни места преку работни односи и државни службеници. И тоа е една тема, а втората тема е што е важно дали Куманово ќе биде СДСМовски град или не 10-15 града, ако продолжиме да се движиме во оваа насока. Некаде 22, веќе 23-та година ВМРО ДПМН нема освоена власта, локалната власт во Куманово, односно 22 години после осамостојувањето на Република Македонија, власта во Куманово е рацете на СДСМ. Сега постојат две можности: едно, ако СДСМ ги бојкотира изборите, ВМРО да освои власта во Куманово, и второ, ако е можно да направи одреден раскол во тоа лево гласачко тело и на тој начин после 22 или 23 години евентуално можеби ВМРО ДПМН да ги освои гласовите или изборите во Куманово. Дали ВМРО ДПМН ви ги собира и ќе ви ги собира подписите како на Нано Ружин што ги собира 2009 година? Не, нема шанси, нема потреба тоа. И сега ќе бидете ни змиен, ни магарен нови избори во Куманово, кој ова Манасиевски што беше 2011 година по Република Македонија. Не би се сложил со таа теза, затоа што Куманово е посебно, да многу специфики има во делот на Република Македонија. Слични сме, Куманово е Република Македонија во мало, во делот на националната припадност, етничкиот состав и така натаму, но има многу други специфики, така да ние на овие локални избори имаме своја визија и начин како да дојдеме до победата. Дали шахот на тие политички разврски во СДСМ почна тука во градот Куманово некаде пред 7 месеци, кога членот на највисокиот орган на СДСМ, извршниот комитет на СДСМ, господинот Виктор Цветковски, беше исклучен од членство во партијата, или како што самиот вели поднес оставка на своето членство во партијата, градоначелник во Куманово веќе втор мандат, сега би можел да се бори за трет мандат ако партијата не направи бојкот на изборите, и господинот Зоран Дамјановски Циц, или човек кој е во кумовски врски со Владо Бучковски, и според многумина таа партија шах помеѓу Бранко Црвенковски и остатокот на претенденти околу неговиот престол на чело на СДСМ можеби почна токму тука во Куманово некаде пред 7 месеци. Гледате, господин Цветковски, излага Бучковски во свој интервјуа, збориме лани, мај, јуни месец, кај што најавува дека можеби ќе се оди со независни листи на локални избори во одредени градови кај што има одредено незадоволство. Бучковски сите знаеме дека е кум со градоначалникот на Куманово. Сите можеа да претпостават како ќе реагира Виктор Цветковски, бидејќи така реагиравте 2009 година, па едва ви убеде 2009 година да не се кандидирате и да прифатите кандидатурата на Дамјановски. Значи не сте на листа за пратеник 2011 година и сите претпоставува дека вие ќе направите одреден проблем во Куманово. Никој не го санкционира тој проблем, напротив ви остават да направите листа, за да може таа листа да биде прво направена во градот кај што е кумот на Владо Бучковски. Таа е таа партија шах која се сомнем дека ви ја свативте и ве наместила таа партија шах. Не би се сложил дека не е сватена. За партија шах ќе видиме на 24 март. Тогаш резултатите ќе се види кој ќе биде во шах, кој ќе биде во мат. Дали планирате да како независен кандидат на избори, бидејќи како што сега стојат работите, 16 февруари е крајниот рок до кога СДСМ треба да ги номинира или да ги достави до Државната изборна комисија своите листи, своите предлози, своите кандидати за градоначалници. Значи тоа е само 2 недели од денес кога ќе биде емитувана емисијата. Меѓутоа роковите се уште пократки, некаде до 4, 5, 6 февруари вие ќе треба да знаете што ќе правите и како ќе правите. Дали во случај партијата да ги бојкотира изборите, вие би можеле да дојдете како независен кандидат? Јас да ви кажам, имам голем притисок од граѓаните на Куманово во таа насока. Голем притисок од моите пријатели од широм Република Македонија, кои се политички активни, биле некои функции така натаму. А имам голем притисок и, да не кажам голем, имам притисок и најава од меѓународната заедница дека треба да се движиме во таа насока. Некои показатели зборуваат во таа насока.
Меѓутоа, јас сакам да кажам и да се заблагодарам дека 2 мандати бев пред платформата и под заставата и под Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Дали била сама или со коалиција, секојаш сме настапувале по таа. Јас, ставот на централата на Социјалдемократскиот сојуз за мене е Библија. Вашиот кум Бучковски најави формирање на политичка партија, ја најави за после локалните избори или за после конгресот на СДСМ. Овие 2 дена има шпекулации дека можеби би се формирала и пред локалните избори. Дали планирате, можеби, да бидете дел од таа политичка партија? Имате категоричен став дека ќе ги бойкотирате изборите ако СДСМ и вашата партија по чија знаме, како што велите, 2 мандати имате добиено во Куманово, дека ќе стоите по тоа знаме понатаму, но дали во случај ако Бучковски направи политичка партија, вие би можеле да бидете дел од таа политичка партија? Ја и Бучковски сме големи пријатели. Кумови сте? Јас сум кум на двете дечиња кои се од помала возраст. Гледате, вие СДСМ со кумовите имате проблем. Ваш кум е Бучковски. На Горан Минчев кум е Миле Зечевич. Значи изгледа дека кумовите лошо се ги одбирате, ви прават политички проблеми. Мене беше еден голем мотив за политика. Од него учев некои работи. Беше на врвот, беше председател на партија, премиер, човек кој го изетно ценам. Меѓутоа, во последно време концептите, само на ниво на концепти околу партиското движење, значи дали партијата треба да се движи во оваа насока или да има друга насока, особено во оваа фаза кога имаме на другата страна еден жесток противник, по тоа прашање немам исти ставови. Значи вашата приказна е дека не сте задоволни како се практицира власта во Куманово. Океј, тоа е една легитимна приказна, но теоретски, ако во исти ден, како што постои можеби некоја можност, мала, меѓутоа сепак постои можност, ако во исти ден се одржат предвремени парламентарни избори и локални избори, на тие предвремени парламентарни, за кого ќе гласате, за СДСМ или за ВМРО-ДПМН? Ќе видиме кои ќе се распиштат изборите, тогаш ќе одлучиме. Добро, вашите гласачи ќе треба да знаат. Значи, за кого е Виктор Цветковски ако има такви избори? Бидејќи ве велите, ние идеме со независна листа, не плюкаме по партијата, поднесов оставка, но сакавме да останеме членови на партијата, но не сме задоволни од работењето на Дамјановски. Еве, го тргаме наста на Дамјановски, нема локални избори, има парламентарни. За кого би гласале во тој ден? Да ве вратам малку назад за да Не, јас директно ве прашам, са веќе ме враќате може и на полуматура и на матура, него сега директно ве прашам. Вие во овој момент на ова прашање ќе видиме кои ќе бидат распишани изборите парламентарни, ќе ви дадам одговор на тоа прашање. Можеби ние ќе сме кандидати. Добро, Зашто мислите дека ние нема да излеземе со независна листа за претеници? А добро, со Бучковски кривите? Не. Или може да правите партијата со Маријан Додовски, со Филип Петровски, со Наталија Ивчева, да биде разлика. Да си биде една партија на сателити околу ВМРО-ДПМН. Сите тие што ги наведовте, има разлика меѓу нив и мене. И добро, била ли ова СДСМ вистинска, например, или СДСМ Тенковска во Куманово? Значи, јас сум независен кандидат на локалните избори 2013 година. И позади мене стојат многу независни луѓе, кои што во најголем дел има меѓу нив и кои што биле дел од политички партии. Биле и во ЛДП, биле и во ВМРО-ДПМН, биле и во Социјалдемократскиот сојуз. Тоа значи дека во Република Македонија има процес, движење, кој што е различен од она што е политичка партија или двата политички блока. Огромно незадоволство има од политичките партии на кои во овој момент делуваат на политичката сцена. Тоа значи дека ние сме резултат на едно огромно незадоволство од политичките блокови во моментот. Господин Цветковски, ќе признаете, тешко е да се живее со таа етикета на предавник. Знаете, сте биле председател на општинска организација, сега плукате по партијата, ве доживот ко предавник, ви лепат етикети на предавник, може би делувате ко предавник. Не е мое да судам, меѓутоа знаете, има еден цел булук на луѓе кои сега плукат по СДСМ, а се произлезени од СДСМ. Народот тоа не го прима со одобрување. Без разлика дали ве тапшаат по рамо, на крајот на денот, на ваква црна-бело поделена Македонија, кај што не на страна СДСМ, на друга страна ВМРО, вие служите како гума за спасување на ВМРО-ДПМН во Куманово. И не знам колку ќе може да живеете со една таква етикета која ви е залепена и која може би ја заслужувате. Тоа е ваше видување. Кажете ми
Со кој збор слушнавте или прочитавте некаде дека јас плюкам на СДСМ? Пред 2 минути ве прашав ако има парламентарни избори за кого ќе гласате. Да. Вие велите не знам. Не, јас кажав дека можеби ќе излеземе ние како независна структура која ќе има своја политичка... Можеби газдите кои ве охрабриле да одите на ако политички чекор, ќе се лути ако кажете дека би гласале на парламентарни за СДС. Може тоа ве ограничува да бидете отворен во ова интервју. Само да ви една работа за волја на вистината и за ваша информација. Мене на 6 јули први ме исклучи општинското раководство. Таа одлука не беше валидна затоа што како централен одбор, како член на централен одбор, јас поднесов оставка од извршниот одбор. Мене требаше да ми исклучи централниот одбор, не ми исклучи. Чекав одлука 100 дена. Социјалдемократскиот сојуз мене не ми достави одлука за исклучување. Ја и дури и тогаш кажав дека таа одлука ќе обжалам. На изборите 2005 година на локалните избори во Куманово, вториот круг, лего представникот на ДОИ и представникот на СДСМ, односно партијата ДОИ и партијата СДСМ, кои во тој момент беа во иста владина коалиција. Сега се поставува прашањето дали при евентуален бојкот на изборите од страна на СДСМ во Куманово можно е да се случи групирање на албанските гласови и можност албанците да ги освоат гласовите во Куманово, односно во 2 од 3 најголеми градови во Македонија, тоа е Скопје, Тетово и Куманово, албанците да имат 2 градоначалника. Дали во случај СДСМ да ги бојкотира изборите, може теоретски да се случи албанец да биде градоначалник на Куманово, односно да биде градоначалник во вториот поголемина град во Република Македонија? Не знам кои се математики, меѓутоа бројките не одат во таа ваша предпоставка. Се е можно во нашето општество, меѓутоа бројките на излезеност на Ванскиот политички кампус е негде околу 10.000. Меѓутоа некаде 2005 година во втор круг се бореа кандидатот на ДОИ и кандидатот на СДСМ. Бидејќи очигледно дека кумановци не го сакат ВМРО ДПМН, дали може да се предпостави дека во случај на бојкот на СДСМ би можело да се гласа за кандидат на ДОИ? Може да има во втор круг албански кандидат и македонски кандидат. Меѓутоа јас ви ги кажа бројките, бидејќи негде од 50 на 60.000 колку излегуваат од 97 попишани гласачи, негде 10.000 максимум излегуваат албански политички кампус, 40.000 излегуваат србите, ромите, македонците, така да е едно шарено гласачко тело и не може да се предпостави, меѓутоа до сегашните анализи ова зборуваат. 98 година ВМРО ДПМН победи на парламентарните избори со гласовите на Васил Топурковски или со таа партија на Васил Топурковски која зема еден значаен дел од левото гласачко тело. На изборите 2011 година беше партијата ЛДП ни змија ни магаре, односно со тие 20.000 гласови кои го освои ЛДП, а не беа во коалиција со СДСМ, се проценува дека СДСМ изгуби некаде помеѓу 3 и 5 пратеника на тие избори 2011 година. И ако Куманово го сметаме како еден од најинтересните градови на можната политичка разврска, ако има локални избори, ако СДСМ не ги бојкотираат избори, тога се поставува прашањето кој би можел сега во Куманово да биде ни змија ни магар или да биде некоја кумановска верзија, можеби на Владо Бучковски или на Јово Манасиевски. Имате примери во Куманово, значи не во Македонија, кога луѓе се сменувани од функциите, Оливер Спасовски, па сега се враќани подоцна на голема врата како организационен секретар, па пратеник. Есат Ракеч бил исклучуван, па бил враќан. Ви одлучавте да направите политичка партија или да направите листа, а велите ако има парламентарни избори, може зашто да не излезете со независни листи за пратеници. Дали не правите грешка и дали во иднина нема вас да ве сметат ко Владо Бучковски од Куманово? Дали не влагате во еден таков шинел сега, кога опозицијата реално смета дека во таа црно-бела ситуација на поделена Македонија има поголеми шанси за успех? Дали вие директно сега не пукате во ногата на опозицијата и тоа да ви остане еден белек, еден жик до крајот на кариерата? Знаете што? Значи, многу пати сум го кажал, ќе го повторам и сега. Оваа влада не заслужува да ја води Република Македонија. Ќе го повторам и сега. Оваа влада, сите ние треба да дадеме свој придонес да биде смената. Но оваа влада ќе ја смени партија која е подобра од неја. Значи, дозволете. Па вие не се разликувате од Бучковски, да имате исти ставови. Не. Јас и Бучковски прво нити градиме исти ставови, нити имате исти ставови како Јово Манасиевски 2011. ВМРО не чини, ама ова СДСМ е полошо од ВМРО да помане. Јас сум кандидат за апсолутно погрешна политичка. Не е погрешна платформа и позиција. Јас сум кандидат за градоначалник и тоа независен кандидат.
И знаете дека не може да победите. И знаете дека имате 5, 6, 7% рейтинг и вашата единствена цел е СДСМ да не победи во првиот круг во Куманово. Мислам, тоа е многу евидентно, многу јасно, многу. Па бројките го кажуваат тоа. Тоа е ваше мислење, бројките еве ви пример. Добро, нели ќе имате грижа на совест? Прв пат по 22 години СДСМ да не победи во Куманово ако оди на избори, ако не бојкотира. Во 22 години локалната власт е во раце на СДСМ. И вие се влагате во некој инженеринг на ВМРО ДПМН, СДСМ прв пат изгуби. Нели чувствувате грижа на совест? Господине Ефтов, тоа е ваша теза. Ма не, се прашувам само. Тоа е теза која јас ви кажувам. Социјалдемократскиот сојуз, овој град, значи Социјалдемократскиот сојуз добивал во Куманово поддршка. Социјалдемократскиот сојуз во овој момент со кандидатот Зоран Дамјановски не може да победи. Не е проблем во Социјалдемократскиот сојуз, проблемот е во Зоран Дамјановски. Најодговорно го тврдам. Тоа се обидував да го убедам господинот Црвенковски и централното раководство. Нема сенс тоа да го почувствуваат. ВМРО ДПМН никогаш нема да ја добие поддршката на граѓаните на општина Куманово затоа што не ја заслужува. Социјалдемократскиот сојуз во овој момент со Зоран Дамјановски нема да добие. Виктор Цветковски е независен кандидат. Идеолошки многу поблизок до левицата и како поранешен социјалдемократ во член на Социјалдемократскиот сојуз, но идеолошки јас сум социјалдемократ. Само една работа да ја расчистиме. Дури гледате како сакате, ценете како сакате. Од Зоран Дамјановски сум 18 години помлад. Постар член сум на партијата. Значи, мојот пристап во делот на локалните избори, јас сум убеден дека ќе ги добиеме. Цветковски имаше еден друг кумановец кој 2011 година, Филип Петровски, велеше дека ќе победи на изборите и за него гласа едва 1200 или 300 луѓе, па на крај заврши за заменик директор на лотарија. Но онака кога ве слушам, испаѓа дека може Куманово да нема градоначалник. Велите следно: ЦИЦ, односно Зоран Дамјановски, нема да победи. Албанец не може да победи, ВМРО ДПМН сигурно нема да победи. Велите вие како бидете имате 5% на анкетите, па ја се поставам прашањето, може да се случи Куманово да нема градоначалник, бидејќи никој нема да победи. Значи до изборите имаме некаде неполни 2 месеци. Јас ви тврдам дека ние, независна листа и независен кандидат, во Куманово ќе направиме одличен резултат. Дали Виктор Цветковски може да игра улогата на ни змија, ни магаре на Јово Манасиевски тука во Куманово, односно да биде алатка во рацете на ВМРО ДПМН, во случај на евентуални локални избори кои нема да ги бојкотира СДСМ, да земи дел од вашите гласови, бидејќи изборите во Куманово веројатно ќе зависат од две клучни поенти. Прво, дали дел од гласовите кои ќе земи Виктор Цветковски во вториот круг, ако не победите, бидејќи клучно да не победите во прв круг, ако одите на избори, ако не ги бојкотирате, дали дел од тие гласови би можеле да завршат кај ВМРО ДПМН, и второ, како ќе се пазарат албанските гласови. Значи, вие во изминатите 8 години покажавте висок капацитет на политичко договарање со албанските и со српските гласови, тоа ви дава една стратешка предност секогаш пред ВМРО ДПМН. Дали во случај да не бојкотирате избори, Цветковски ќе игра улогата ни змија, ни магаре, бидејќи со тие гласови на ни змија, ни магаре на изборите 2011 година ВМРО ДПМН ќе паднеше на 48 до 49 пратеници, СДСМ ќе се качеше на 44 до 45 пратеници, ќе беше многу тесна разликата. Дали тој модел ВМРО сака да го прави тука сега во Куманово? Вие зборувате тројански конј, не е тројански конј, он работи агенда на ВМРО ДПМН. На него гласовите со поддршка од штабовите имат наредба да му се надополнат потребните подписи. Току на Нано Ружин, што му ги собира 2009 година. Подосна Ѓорги Иванов му велеше Нано Ружин, немој да кажеме како ти ги собравме гласовите. Меѓутоа, он е свесен дека со своето излегување он не прави услуга на себе. Он ниједна комбинација не може да добие повеќе од 6-7%, во момент сите сондажи кажуваат. Доволно да не победите во прв круг. Тоа е стратегијата. Тоа е стратегија да помогне на ВМРО во втор круг да прави оно што го прави секаде и вие го знаете добро. Повеќе од 6 години Нано Ружин беше амбасадор на Република Македонија во Брисел и во НАТО, добро ги познава тие прилики во бриселските политички кулуари и затоа со него ќе направиме едно интервју на 5 прашања. Прво, како ќе реагира Брисел и како ќе реагира странците во однос на политичката криза во Република Македонија. Второ, дали Никола Груевски навистина се подготвува да оди на избори со своја македонска опозиција.
Трето, дали е можен бојкот на изборите од страна на здружената опозиција и дали Бранко Цренковски и здружената опозиција оправдано ја менуваат својата стратегија на 2 месеци пред изборите, влагат во благ конфликт со меѓународната заедница и на некој начин ги радикализираат политичките ситуации тука внатре во Република Македонија. Четврто, зошто албанските политички партии служат која резервна гума за спасување на политичката кариера на Никола Груевски. И петто, дали со вакво газење на демократијата и на слободата на медиумите, Македонија итно чекори во правец на повторно воведување на еднопартиски систем во нашата држава. Политичката криза трае веќе повеќе од 30 дена. Вие сте биле 6 години во Брисел, амбасадор на Македонија во НАТО, точно знаете Брисел како функционира, знаете како размислуваат странците и структурите во Брисел. Што можеме да очекуваме? Прво ви кажала околу тоа како размислуваат. Значи, постои еден вид, би рекол, меѓународен калап или модел на размислување за одредени држави, каде што е најбитно, например, за Република Македонија да се водат меѓуетничките односи. Значи, тоа е клучно. Да, тоа е клучно и да не се случуваат некои екстремни состојби. Имат ли замор од нас? Секако. Имаат замор, меѓутоа работи да додат по дефолт. Но не можеме да очекуваме ни некоја побрза или подраматична реакција. Значи, во Албанија таа криза трае 2 години. И сега има редовни парламентарни избори, некаде во јуни, како што се закажани, 4 луѓе загинаа. Еди Рама е во перманентен бојкот на институциите на парламентот, меѓутоа ги изгуби изборите локални во Тирана. Значи, ако го присликаме тоа искуство, а искуството е балканске, веројатно е една мантра која можеме да очекуваме како реакција на меѓународната заедница, значи можеме да очекуваме или некои задкулисни дипломатски активности или некои помеки јавни активности, претпоставувам. Добро, сепак мислиме дека Македонија е некако повеќе во жижата на интересот на меѓународната заедница. Таа е сепак држава која што очекува датум за отпочнување на преговорите, држава која што имаше сериозни кризи во 2001 година и која што сепак покажала одреден демократски капацитет во минатото. Така што не е ист односот на проценките кон Република Македонија и кон Република Албанија. Меѓутоа има уште 10 дена, господине Руш. Значи емисијата оди на 1 февруари до 16 февруари, значи 2 недели од емитувањето на емисијата, значи од вечерва течат роковите до кои треба да бидат доставени сите тие списоци на градоначалници на советници до Државната изборна комисија. Веројатно партиите тоа треба да го направат барем едно 5 дена претходно, значи имаме најмногу уште 10 дена. Значи во наредните 10 дена ќе треба да биде решена на еден или на друг начин политичката криза, тоа е тежок политички цајтнот веќе. Мислам дека меѓународната заедница во ова недела, во овие 10 дена ќе реагира. И мислам дека ќе се обиде да најде едно решение со оглед дека оној смарт метод со финоча да се решат некои работи со совети и така натаму се покажа како не соодветно на нашата состојба. Значи, по ова што вие го проценувате, може да очекуваме уште една или две најдени посети на филе на Македонија. Не мора да се тоа посети, може и да се контакти, може би да се контакти тет-а-тет, разговори. Мислам дека ќе се обидат нешто да направат, бидејќи во спротивно навистина ризикуваме еден би рекол чист еднопартиски модел кој што самиот од себе мислам ќе почне да создава антидемократски елементи. Елементите сега власта ми се чини дека веќе се подготвува до одење на избори со своја опозиција. Значи, тоа е очигледно. Значи, гледаме како во изминатите 7-8 дена дел од луѓето кои порано биле дел од опозицијата најавот формирање на партии, најавот одење со советнички или независни листи на изборите. Значи, власта како да се подготвува сама до одење на изборите, со тоа што сака да ги има сите албански партии, дали дел од владината, дали дел од опозиционата коалиција, да бидат дел или да бидат во договор со власта, со тоа што е било ова здружена македонска опозиција изолирана на политичката сцена. Точно, пред некој ден имавме средба на Тачи со премиерот, еден потек за да се изолира опозицијата. Од друга страна, веројатно сака да игра на картата, например, опозицијата не е доволно демократска, не е доволно, да речеме, конструктивна, а јас нудам да го решам прашањето со Грција и според тоа јас заслужувам поддршка. Значи концептот е јасен да се прикаже дека Бранко Цренковски се кара со сите во изминатите 30 или 40 дена, за разлика од Никола Груевски, кој е конструктивен и е миротворец со сите.
Не би се сложил дека СДСМ така и опозицијата е перцепирана како една опозиција која се кара со сите. Велам дека Никола Груевски сака да наметни атмосфера дека тоа желбата беше да се направи тоа, но аргументите на опозицијата се толку силни, бидејќи на Запад вие не смеете ни да го такнете, да го пипнете еден пратеник, камоли да го изфрлувате на главачки од парламентот или медиумите да ги изфрлувате. Ние сме една од најзагрозените медиумски слободи на медиуми во државата, бидејќи она што се случува денеска е навистина загрижувачки и за Европската унија и за сите нас. Едноставно повеќе медиуми, слободни медиуми нема. На кое место бевме? 123 или 132 место на рангирање на од слобода на медиумите? демократски држави што постојат во светот, демократски, полудемократски и така натаму. Македонија значи нека над 120-то место, што е например некои држави кои што се и со еднопартиски режим се послободни отколку Република Македонија. Тоа е навистина мощна, сериозна, би рекло, опомена за демократијата, меѓутоа и за европските и бриселските институции. Знаете, чудна е на работа. Гледате, Мендух Тачи се среќава со Никола Груевски, а само 5 дена претходно Али Ахмети влага во конфликт со Бранко Црнковски прв пат јавно и го обвинува Бранко Црнковски дека е мајстор за правење политички кризи, дека намерно прави политичка криза за да може да извлече поголем рейтинг за својата партија. Многу јака стратегија на Али Ахмети, доека коалициониот партнер му ги собира сите околу него го носи во ситуација да се кара и со тој преку кој би можел да ја зајакни својата позиција во рамки на владата. Мислам дека тоа е и издействувано од страната на ДПМНЕ. Таквото однесување на Ахмети, веројатно тие имаат одредени форми на договарање, на заедничко настапување. Јака стратегија, многу јака стратегија на Али Ахмети. Тој се кара со Бранко Црнковски во момент кој Никола Груевски му прави можност за коалицирање со Мендух Тачи. Ја мислам дека ние повеќе не треба да зборуваме за Али Ахмети, бидејќи знаете како, и јавното мислење почна да размислува Господин Ружик, Никола Груевски, за жал. Никола Груевски навистина донеса во една многу тесна ситуација. Без разлика колку глуми дека може да оди на избори, колку глуми дека може да направи своја опозиција, колку глуми дека може да изведе една експертска јавност од типот на Каракамишева, не знам, од типот на Клековски, така натаму и така натаму. Значи колку и да глуми ноншалантност и решеност, нели, од еден путиновски аспект дека може да оди до крај, не е така. И наместо албанските партии сега да постават прашање за демократизација, за разни други демократски прашања на маса, тие почнуваат да служат како резервни гуми за спасување на Никола Груевски. Значи не можам логиката да ја најдам. Прво, при ова ваша констатација прашање, јас би го поставил прашањето што е денеска македонски интелектуалец. Бидејќи од разни експерти и разни така наречени интелектуалци кои што ја бомбардираат јавноста, се девалвира вистинската улога на интелектуалецот. Разберем интелектуалци кои што размислуваат со убеденост, со аргументи. Меѓутоа овие интелектуалци кои што чим стиснете на едно копче, го менува мислењето, тоа се интелектуалци кои што се само наречени интелектуалци, експерти и така натаму. Не, јас би требал да го предефинирам. За мене всушност интелектуалец значи кандидат за амбасадор. Јас така би дефинирал таа функција денес на интелектуалците во Република Македонија. Нема никаква разлика од тоа што, например, еден мој колега во време на кризата, тај колега да го наречем, во време на кризата се жалеше дека кога беше кризата со еден телевизија го прекинаа на вечера со Цеца Ражнатоvić и мораше да дојде да води вести. Нема поголема разлика. Гледате овие интелектуалци како на подвижна трака ги редат по овие провладини медиуми. Дури не ги терат ни да сменат гардеробата, значи во иста гардероба, во иста облека само се редат, не знам Алфа, не знам Канал 5, не знам Сител, не знам Република, не знам Курир и така натаму и така натаму. Голем број на тие луѓе паднаа во моите очи. Некои се обидуваат да играат и со двете страни, меѓутоа она што е битно е што македонската интелектуална елита во случајов, и овој последниот случај со тој Црн понеделник, некако девалвира во очите и на меѓународната јавност и во очите на македонската јавност. Мислам дека ни е потребна поголема храброст, бидејќи тоа ќе остане во една колективна меморија.
Еве да метафорички замислиме дека Никола Груевски, Бранко Црнковски играат партија шах. За некаде 16 дена часовникот или знаменцето на едниот или на другиот ќе паднат, бидејќи нема да има време да го повлечи потезот. Значи имаме 10, максимум 16 дена да биде решена политичката криза. Што очекувате? Може ли СДСМ да издржи доди на бојкот на избори, а ВМРО да издржи доди на избори со своја опозиција која тие ќе ја финансират и тие ќе ја направат? Значи, одговорот не може да биде со да и со не. Не може да биде еден одговор или друг одговор. Можеме да предпоставиме сценарија. Ако Бранко издржи, значи ако не оди на избори, од тука се создава една сосема поинаква состојба во државата. Дали таа состојба ќе биде издржлива за меѓународната заедница, за македонскиот граѓанин, за политичките партии Па и за опозицијата. и за опозицијата. Значи тоа е едната димензија на вистината. Втората димензија е еве да кажеме и вие да сте Груевски. Дали бисте се однесувале индиферентно да од локалната управа до председателот бидат партиски, еднопартиски обоени, сите јавни предпријатија ваши, сите медиуми ваши, значи влегуваме во еден свет кој што ќе биде сличен на оној од Белорусија, на оној од Узбекистан. Луѓето што да размислуваат поинаку ќе опстанат, ќе живеат поинаку, ќе прават нешто. Не може да се поднесе таков еднопартиски систем во 21. век во држава која што пред 20 на години вовела повеќе партиски систем. Или системот ќе почне самиот од себе да се руши. Но мислам дека ќе се најде некоја рационална солуција дека власта, бидејќи власта е одговорна за овие работи, не опозицијата. Нека кажува кој што сака и како што сака. Уште од античките филозофи и Аристотел и Платон. Немојте Аристотел. Немојте, имаше многу фина изјава дека тие што се неопределени се идиоти. Уште од тога се знае. Оној што владее со народот, тој е одговорен за се. И тој е одговорен и за демократијата, и за опозицијата, и за однесувањето. Во 2001 македонското мнозинство беше одговорно за тоа што ни се случи. Значи сега Аристотел ќе му дојде до глава на Никола Груевски. Сега или Аристотел или кој бил учител на Александар Македонски, овој сака да биде воспиран како Александар Македонски, значи учителот на Александар Македонски по неговите дефиниции виновен за кризата ќе биде човекот кој се воодушевува на Александар Македонски или Никола Груевски. Не, ја мислам дека Никола Груевски мисли дека е Александар Македонски. Тука нека да правиме пауза за реклами, не го менувате каналот, се враќаме за неколку минути да проследите вториот дел на нашата емисија. Дали Руфи Османи ќе заврши ко Васил Топурковски или ко Имер Салмани на политичката сцена, или ќе може да биде голем победник на локалните или невентално предвидените парламентарни избори, да ја расчистиме таа дилема. Дојавме тука во Гостивар на интервју со Руфи Османи, ќе трае некаде 17 до 18 минути, сигурно нема да зажалите, почитени гледачи. Медиуми блиски на опозиција денес обвинува дека постојат 3 релевантни албански политички партии, од кои едната е во власта, а двете други глумат опозиција. Мислат на Мендух Таче и мислат на вас. Јас би кажал дека постои само една релевантна опозициона партија, тоа е РДК или НДП, бидејќи другата партија се покажа во критични ситуации, моменти, дека е дел од власта, дека индиректно ја поддржува власта и дека само конјунктурно ја игра ролјата на опозицијата. Мислам дека најквалитетен доказ се негативните случувања во 24 декември во процес на значи неправно, значи кршење на сите прописи, усвојување на буџетот, во процес кој се случи тој голем срам, значи за политиката, за демократијата у парламентот, тие беа присутни у парламент и де факто ја легитимира тоа насилство. Значи единствена легална, легитимна и демократска опозиција во албанскиот број е НДП. На 26, значи октомври, 2 дена пред големиот митинг на СДСМ,
Мендух Тачи откажува коалицијата, техничка, локална или каква идеја, откажува коалицијата со Бранко Цренковски. На денот на лидерската средба пред 10 дена на Бранко Цренковски и Никола Груевски, вие ги враќате пратениците во пратеничките клупи или се враќате во собранието. Имам чувство како овие две албански опозициони партии да се тркаат која ќе биде подобра резервна гума за спасување на политиката на Никола Груевски. И вие и Мендух Тачи. Тоа е чувството кој човек отстрана ги гледа работите. Например, минирање на преговарачките позиции на опозицијата кога вие на денот на тие преговори се враќате. Баш го одбирате денот на тие преговори, разговори помеѓу Цренковски и Груевски. Можевте еден ден подоцна, можевте еден ден порано, ви одбравте токму на тој ден. Има символика, господин Османи, тоа. Јас би кажал дека ние не се вратиме истиот ден, се вративме ден покасно. Може би е случајна коинциденција, но у принцип ние бойкотиравме парламент еден месец, ние дадовме и нови идеи како да се надмине ситуацијата. Ние бевме единствена политичка партија која предложи, значи формирање на анкетна комисија, која анкетна комисија ќе мора да даде званичен документ, со кој званичен документ ќе треба да се констатира одговорноста. Само вие и Ѓорги Иванов ги дате тие предлози. Кој да сте координирани со власта? Ѓорги власта? Иванов ги копира, можеби, нашите предлози од позиција на претседател на држава. Напротив, ние имавме и квалитетна комуникација и со меѓународниот фактор, но објективно поради нашата мала специфична политичка тежина, ние можевме само ова да го предложиме. Ве притиснали да се вратите во парламент? Не, напротив, објективно ние се доведовме у незгодна ситуација. Нашата абстиненција од парламентот, од единствено, значи, медиумско презентирање на нашите ставови преку собранискиот канал, беше единствена алтернатива каде нашите ставови ние можевме да ги презентираме, или твоите емисии, или некои емисии во Алфа телевизија. Ние немаме друг медиум во кој можеме да ја презентираме нашата платформа. Ви уценува ли Сашо Мјалков? Ги уценува ли Сашо Мјалков опозиционите албански партии? Значи, тоа се говори во политичките кулуари, дека ви уценува и вас и Мендух Тачи. Има ли вистина во тоа? Затоа ве прашувам. Јас можам да зборувам за мене, никој пат не сум се видел со Сашо Мјалков, не сум имал никакви релации, нити легални, нити нелегални, и од негова страна и од други, значи, политички опоненти од ВМРО не сум имал досега никаков притисок. Јас позицијата на началник и ја менаџирам согласно позитивните прописи, и од таа гледна точка совеста ми е чиста и како началник и како лидер на НДП. Добро, нели ви е непријатно да враќате пратеници сега у парламентот, кај што допред еден месец ги тепа другите пратеници на опозицијата? И дали во овој простор од 30 дена докато сте били отсутен од парламентот, ги пративте вашите пратеници на некој курс по бокс да може да се бранат во парламентот, бидејќи ако еднаш ги тепа едните, тогаш голема е веројатноста дека може да ги тепат и другите. Да, јас би кажал дека за среќа и за сочувување нашиот морален и политички кредибилитет, нашите пратеници не беа на седница на парламент кога се случи политичкиот срам, првата работа. Втората работа, имајќи в предвид дека ние многу бргучи имаме локални избори, нашето неприсуство во парламентот имаше негативно влијание во авторитетот на нашата политичка партија и особено на нашиот највреден пратеник Изези Чири, кој ние ќе го номинираме за кандидат за градоначалник на општина Тетово. И беше барање, значи, на нашите гласачи, нашите поддржувачи, дека независно од сето ова што вие го коментирате, подобро би било да една вистинска опозициона партија биде у парламент и да даде допринос, значи да се надминува ситуација и истовремено да објасни на албанските гласачи, па зашто на сите гласачи у Македонија, дека ние сме една реална вистинска опозиција. Веќе од овој ќорсокак е многу тешко да се излезе. Сега ќе бидете кој Ова Манасиевски, овој неизмени магаре 2011 година, кој ЛДП. Ќе служите за кворум таму во парламентот. Не мора да, значи ние никој пат не сме служиле за кворум, постои став во политичката партија кога мнозинството не може да прави кворум, нашите пратеници абстинираат, значи, од седниците на парламентот. И сега ви извадија слика по униформа на УЧК пред неколку дена. Да. Сликан во униформа на УЧК, тука со Фазли Велију. Така. Па јас си го поставам прашањето да не би бил кандидатот сега на ДУИ за градоначалник на Гоствер, командант во 112-113 бригада на УЧК. Јас би сакал да изнесем дека во 2001 година јас бев еден од поддржувачите на УЧК, во логистичка поддршка на УЧК, претежно од аспект на дипломатска поддршка, политичка поддршка, делумна и финансиска поддршка, и таа слика е вистината. Јас не сум бил активен член на УЧК до 2001 година.
И од таа гледна точка мислам дека ситуацијата е сосема чиста. Значи Невзат Бејта не би бил командант во 2001 година како борец на УЧК. Апсолутно, никој пат не може Невзат Бејта да биде никаков командант во никакво дејание, еден човек кој нема нити вредносен код, нити капацитет морален, нити интелектуален, нити пак борачки капацитет. Он едноставно беше формално еден член, значи од големото семејство на УЧК и се гледа дека он ја облече униформата на УЧК само за да прави политичка кариера после 2001 година. Кој ќе направи подобар пазар, дали Мендук Тачи и Али Ахмети ќе може да се договорат, Али Ахмети да ја пушти Теута Арифи низ вода, а за возраст Мендук Тачи да му даде поддршка во сите градови кај што Али Ахмети сака да победи, или на крајот сепак Али Ахмети ќе мора да влезе во одреден конфликт со Мендук Тачи и на тој начин една политичка кариера може да биде завршена, таа на Руфи Осман или таа на Теута Арифи. Вела дека после овие локални избори една политичка партија може да исчезне од политичката сцена, се мисли на вашата партија, кој ги изгубите изборите во Гостивар. Една партија може да се регионализира, партијата на Мендук Тачи, која би гравитирала само во Тетово, а една партија, не дај Боже, би може да се претвори во сојуз на комунисти кај албанците или кај албанскиот електорат, а тоа е ДУИ. Што очекувате? Кој од овие разврски може да помине на локалните избори? Па лично јас сум убеден дека НДП сигурно ќе биде една од победничките партии на наредните локални избори. Ние сигурно ќе го задржиме Гостивар, имаме реални шанси да го добиеме Врапчиште, претендираме да влеземе во вториот круг во Тетово и нашите гласови ќе бидат доминантни за победа во вториот изборен круг во многу општини со мнозинско албанско население, па зашто да не и во општини со мнозинско македонско население. Другите две алтернативи што вие ги кажувате, значи легитимно може да се реализират, а јас сум убеден дека главната битка на овие избори ќе се води во општина Тетово. Јас сум убеден дека актуелниот градоначалник не заслужува да добие уште еден мандат да менеджира со општина Тетово, од причини што не се докажа, значи во досегашниот мандат, и мислам дека тетовшаните сега имат квалитетен избор. Јас верувам дека изборот ќе биде помеѓу Теута Арифи од ДУИ и Изезе Чири од НДП. Јас сум убеден дека мојот колега Изезе Чири е вистинската алтернатива за квалитетно реформирање на општина Тетово. Сега се прават други анализи, дека е можно да биде или Руфи Османи или Теута Арифи пуштени низ вода како некаков договор помеѓу Мендук Тачи и Али Ахмети. Мендук Тачи, така велат информациите со кои јас располагам, дури и преку албанскиот председател Сали Берише врши притисок врз Али Ахмети да направи договор, да победи кандидатот на Мендук Тачи во Тетово, а за возврат Мендук Тачи ќе даде целосната поддршка на Али Ахмети во сите општини кај што сака Али Ахмети да победи ДУИ, вклучително и во Гостивар. Дека Мендук би ги дал своите гласови на Али Ахмети да биде поразен Руфи Османи и бара само една контруслуга, тоа е да не му бидат чепкани бизнисите, односно две контруслуги, и второ, Али Ахмети да го поддржи заедно со ВМРО-ДПМ неговиот кандидат да победи во Тетово. Значи Али да ја пушти Теута низ вода. Затоа прашам, кој може да биде жртва на одредени пазарлаци кои очигледно се случуваат во албанскиот блок? Вие во Гостивар или Теута Арифи во Тетово? А лично мислам дека вашите коментари се легитимни коментари. Овие коментари ги имам слушнато и јас од разни извори на информации, што практично ќе се случи останува да се види, но јас сум длабоко убеден дека ДУИ и особено лидерот на ДУИ не би се прокоскал со еден од поголемите интелектуалци што го има во своите редови, значи господја Теута Арифи, да таа биде жртвено јагње. Сега останува, значи, можеби нивниот дил, значи ДУИ ДПА во однос на општина Гостивар, но тие не треба да заборават дека Руфи Османи во општина Гостивар ќе победи во првиот изборен круг. Јас сум длабоко убеден дека сите граѓани на општина Гостивар, независно албанци, македонци, турци и други, ќе гласат за најчесниот политичар во локална власт и најспремниот политичар кој има зад себе и големи заслуги и кој има признанија од меѓународни институции релевантни за квалитетното менеджирање со општина Гостивар. Има одредени анализи кои велат дека Руфи Османи би можел да заврши како што заврши Васил Топурковски или како што заврши Имер Салмани во еден период блесно на политичката сцена. Нели Имер Салмани го промовира како нов македонски Барак Обама, Васил Топурковски со неговата милиарда стигна во еден изборен циклус до 150, подосна и до некаде близу 200.000 гласови и подосна исчезна од политичката сцена. Пред 3 или пред 4 години вие му предвидувавте на Имер Салмани дека ќе заврши ко Васил Топурковски, дали денес некој на Руфи Османи му предвидува дека може да заврши ко Имер Салмани, односно да заврши исто како Васил Топурковски.
да блесне и како метеор да згасне на политичката сцена? Па јас би го дал следниот коментар, значи Руви Османи блескаво се врати во политичката сцена 2009 година како независен кандидат со една убедлива победа. Овој ризик за Руфи Османи постоеше до 2011 година, кога имаше една коабитација и соработка на ДУИ ДПА против НДП и Руфи Османи заедно со својот тим го прескокна, значи овој смислен пораз што го спрема конкурентите и Руфи Османи и НДП сигурно на овие избори ќе имаат минимум од 50 до 70% поголема поддршка во однос на 2011 година. Пред 2 дена, после 2 или 3 години на нестретнување или нестретнување после таа оставка и излегување на Мендух Тачи од владата со Никола Груевски 2008 година, значи пред 3 дена во владата на Република Македонија се сретна Никола Груевски и Мендух Тачи и тоа ја прави многу бетонирана позицијата на Руфи Османи како една единствена опозициона партија во рамки на Република Македонија, бидејќи дојде во власта, а Мендух Тачи на овој начин покажува нескриени амбиции еден ден да биде во иста влада со ВМРО ДПМН. Станува збор за Мендух Тачи или човекот кој со Бранко Цренковски се сретна на пола пат помеѓу Скопје и Тетово некаде пред 6 месеци и најави одредено стратешко партнерство за рушење на оваа власт. После 6 месеци Мендух Тачи покажува драматично салто мортале на своето политичко делување и тука се поставува прашањето на кого се испраќа сега политичка порака, на Бранко Цренковски дека може да биде изолиран како здружена македонска опозиција во таа битка да нема парламентарни или да има предвременни парламентарни избори, да нема локални избори, или се испраќа порака до Али Ахмети да не прави никакви политички лупинзи, бидејќи секогаш кога резервна гума за спасување Никола Груевски може да послужи Мендух Тачи. Ви пречат ли овие локални избори? Ви пречи ли локалната власт? Вие навистина легитимитетот на вашето делување го црпите тука од Гостивар, меѓутоа како градоначалник на Гостивар, вие тешко може да правите крупна политичка кариера ако останете градоначалник на Гостивар. Значи, ако сака некој да прави крупна политичка кариера, ви треба да делува на територијата на цела Македонија. Вие сте сконцентрирани на Гостивар, делумно на Тетово, и тоа од страна кој гледам работите, вас ве ограничува да правите голема политичка кариера. Друго е, кој Руфи Османи со пратеничка група од 5, од 7 пратеници би бил дел од парламентот на Република Македонија, и затоа сметам дека единствено на вас и на Бранко Цренковски денес им одговара да има предвремени парламентарни избори, бидејќи на тој начин многу полесно ќе артикулирате вашата политичка волја. Вака, како градоначалник на Гостивар, вие сте сведен на еден од тие 120 градоначалници. Значи, немате легитимна и силна политичка тежина која ви овозможува да бидете битен фактор на политичката сцена. И ако ова продолжише некое време, тогаш во сериозни води се носи вашата политичка кариера. Па јас сум согласен со вас дека позицијата градоначалник, значи, е пречка за поголем допринос во развојот и развитокот и проширувањето на мојата политичка партија, но објективно ние сме доведени во една ситуација да на овие локални избори ги жртвуваме нашите најквалитетни кадри, почнувачи од мене, пратеникот Зечири и другите, да се кандидираат за локална власт, по можност да добијат, за да така ги стварат квалитетно тие ќелули на развиток на партијата. Иначе сум убеден дека ако ние имаме нови парламентарни избори, а јас сум длабоко убеден дека со посредство, па зашто да не со менаџирање на меѓународниот фактор, ние ќе треба да имаме такви нови парламентарни избори предвремени. Во тој случај ќе видиме, значи, дали јас би отстапил од локалната власт, да заедно работиме со мојот тим на издигнување на партијата на повисоко ниво. Дали албанските опозициони политички партии користат како одредена резервна гума за спасување на Никола Груевски? На 26 октомври, значи 2 дена пред големиот митинг на СДСМ, Мендух Тачи ја раскина коалицијата со СДСМ. Некаде истиот ден кога Никола Груевски и Бранко Цренковски ја прават таа лидерска средба во клубот на пратениците, Руфи Османи ги враќа своите пратеници во парламентарните групи. Затоа во македонската опозиција денес постои одредено сомневање дека можеби албанските политички партии се уценети или работат како резервна гума за спасување, или тоа што го правеше ни Змијан ни Магаре Јово Манастирски пред 2 години во македонскиот парламент. Мила дека таа неизвестност од предвремени парламентарни избори била клучна да не биде функционална таа македонска албанска здружена предизборна коалиција. Добро, тука има и други елементи, веројатно Мендух Тачи има некои приватизации кои веројатно му висат на глава од мандатот 98-2002 година, има одредени сделки. Например, интересно дека Мендух Тачи е 5 години или 4 години во опозиција, а ниту еден од бизнисите не му се чепнете од оваа власт, кога оваа власт прави растур систем во бизнисите на било кој опозиционер во Република Македонија.
Затоа ми беше многу чудно кога Бранко Ценев кој се сметаше дека баш со Мендух Тачи треба да ја гради таа клучна македонска-албанска предизборна коалиција, па дури да влезе во филмот на Мендух Тачи дека не сме да разговара со други албански опозициони партии, се дека Мендух Тачи не даде одредена согласност. Меѓутоа да ги трнам тие работи на страна. Долумина смета дека таа македонска-албанска предизборна коалиција не профункционира, бидејќи не беа известни парламентарните избори, бидејќи таа има смисла само ако има известни предвремени парламентарни избори. Па лично би кажал дека вашите коментари во однос на дотичниот човек се легитимни. Тие се дел од дискусиите и дебатите во кулуари, но јас би препорачал да вие овие прашања ги поставите на дотичниот човек и на тие кои се надлежни у власта да дадат квалитетен суд дали одредени приватизации во одредени временски периоди биле спроведени согласно законот или не. Првата работа, втората работа, лично мислам дека албанско-македонска коалиција е проблематично да се реализира ако истовремено не се реализира во двата блока. Значи и во блокот на власта и во блокот на опозицијата, дека се уште постојат големи предрасуди во релациите албански-македонски и тие предрасуди доведуваат до тоа да таквите коалиции кои функционираат после изборите, кои функционираат во вториот изборен круг, се проблематични да се понудат во првиот изборен круг. Се нека имате премногу политички предрасуди, премногу политички комплекси. Ова влада на ДУИ на ВМРО-ДПМ покаже дека ги нема тие политички предрасуди. Па сега во Дебар имаме кандидат за градоначалник Оджа, кој го предлага ДУИ. Значи до пред една или пред 2 или пред 3 години беше просто незамисливо и марксисти ленинисти Оджа да предлага за кандидат за градоначалник и тие ги нема тие политички предрасуди. Лете ВМРО-ДПМ некако го дочекува Дачич. ВМРО-ДПМ која ваеше за партија на бугарофили, денес го дочекува Дачич, односно пред неколку дена како најголем род свој во рамки на Република Македонија. Тие поише функционира денес како ВМРО Валјево, колку како ВМРО Благоевград. И тие ги нема тие политички предрасуди, не успеа да ги наметнат на опозицијата, таа да ги има тие политички комплекси, дали треба да има една здружена македонска-албанска опозиција. Вака, ако продолжи да ги имате тие комплекси, се плашам дека ако денес се тепале македонската, утре ќе тепат албанската опозиција, и вие ќе бидете под тој притисок и нема да го направите тој чекор кој е очигледен единствен чекор за победа на одредени избори. Јас би сакал да кажам дека јас лично немам такви предрасуди, но дека голем дел на гласачите патат од таквите предрасуди. Тие предрасуди се гајат и особено постојат медиуми кои се целосно контролирани од власта, и албански и македонски, кои дават дополнителен жар на таквите предрасуди. Но ние имаме еден политички пазар кој е толку деформиран и толку асиметричен, кој ако нема медиумска поддршка од главните медиуми, може да те доведе до таква ситуација да имаш судбина на Васил Тупурковски или Мерселмани. Јас од позиција на лидер на политичка партија која е трета во албанскиот блок или пета или шеста на национално ниво, не можам да приуштам такво нешто, бидејќи објективно нашите анализи зборуваат дека штетата би била поголема од добивката. Господин Османи, имавте средби изминатите 10-15 дена со многу амбасадори. Што барат амбасадорите од вас и што можеме да очекуваме како улога на странците во решавање на ова политичка криза? Очигледно, двата блока или двете крајности се поставени. ВМРО-ДПМ не вели нема политичка криза, тука има страф на опозицијата да излезе на локални избори. Опозицијата вели како нема политичка криза, кога исклоца демократијата од парламентот, кога истепа 42 пратеника, и тоа се две крајности кои мене ми издадат многу тешко помирливи во овој момент. Не знам, еврокомесарот господинот Филе дојде пред 10 дена во Македонија, со очекувам барем уште една или две такви тајни посети на Македонија, и тоа што може од тие ваши контакти со странците да се нијансира како одредена платформа на странците за решавање на оваа политичка криза? Мојот впечаток е, после неколку сериозни средби со неколку сериозни амбасадори, дека амбасадорите се уште имаат надеж дека ќе се најде еден политички компромис помеѓу двата поголеми политички партии, зборувам за ВМРО и СДСМ, и лично мислам дека тие не се докрај свесни дека антагонизмите се толку големи и дека работите се толку далеку од идено за да тие посредуваат директно, да не го помагаат процесот, туку да го водат процесот. Лично мислам дека тие ќе ја поноват истата грешка што го поновуваат во случајот на Република Албанија,
во релациите Рама-Бериша и токму поради тој менеджмент кој е бавен менеджмент, кој е дипломатски менеджмент, но кој не функционира у Балкан. Албанија не доби датум за преговори. Мојата препорака беше да тие многу подиректно се вклучат во разрешување на кризата, дека може да се најди солуција или компромисно решение, кое според нас у НДП би значело, значи опозицијата да не ги бойкотира изборите, локалните избори, додека пак меѓународниот фактор да даде гаранција дека во текот на ова година ќе имаме нови предвремени парламентарни избори кои би биле заедничко организирани, истовремено на власта да не му се даде датумот за почеток на преговори со Европска Унија, дуку заедно со предвремените парламентарни избори да се организира референдум за името, меѓународното име на Република Македонија, референдум кој ќе биде заеднички поддржан од сите поголеми политички партии. Тука некаде крајот на емисијата, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме до љави емисијата, почитувани гледачи. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.